Обележуваме една година од кога Русија непровоцирано ја нападна Украина и ова дава исто така шанса да се одаде почит на храброста на украинците и нивната посветеност кон демократијата и слободата. За лидерите на Северна Македонија, на лидерите сакам да им изразам благодарност во името на САД за вашата заложба да се борите со руската агресија. Повторно докажавте својата вредност како сојузник на НАТО, како бранител на демократскиот интегритет и вредности. Од кога започна оваа инвазија пред една година се сметаше дека Украина е слаба, а Западот е слаб, но тој грешеше. Една година потоа нашата заложба е постојана, додека украинците имаат заложба да ја заштитат својата слобода. Како што председателот Бајден рече неделава на својата посета во Полска, пред една година светот очекуваше Киев да падне, но тој додаде Киев се уште стои храбро и гордо. И најважно, Киев е слободен. Киев стои гордо сред бруталноста на руските сили и платениците кои што извршува злосторство против човештвото без срам, ниту пак без совест. Целеа цивили донесуваа смрт и уништување, користејќи силување како оружје во војна. Руските војници украдеа украински деца за да ја украдат украинската иднина. Тие бомбардираа станици, сиропиталишта, болници, училишта, но не можеме да ги затвориме очите пред овие злосторства. Мора да го оцениме отпорот на украинците. Една година откако Русија брутално е напад на Украина, Украина е независна и слободна од Херсон до Харкив. Украинските борци повторно ја освоја својата територија. Во повеќе од 50% од територијата Русија, што ја држеше минатата година, сино-жолтото знаме на Уградина сега гордо повторно се вее. Председателот Зеленски се уште води демократски избрана влада, што ја представува волјата на украинскиот народ. Но Украина знае дека борбата е нешто повеќе. Американскиот народ знаат дека ако застанеме пред такви напади, блатантни на слободата и демократијата, на интегритетот, светот ќе се соочи со поголеми последици. Токму затоа САД заедно со нашите сојузници и партнери, кои што ја вклучуваат и Северна Македонија, ќе продолжи да се осигура дека Украина го има она што е потребно за да го одбрани својот народ и својата територија против агресијата на Русија. И тоа се додека може. Заедно испративме воена поддршка на Украина за да се осигураме дека Украина може да ја брани својата територија. Незината армија го инспирираше светот со нивната вештина, професионализам и огромна храброст при одбраната на својата земја од инвазијата, неоправданата и брутална инвазија на Русија. Се спротивставуваме на Русија да пролиферува лажни вести и видовме дека војниците во првите редови даваат војна поддршка секој ден на војното поле додека го бранат својата земја против агресијата на Русија. И запленувањето на оружје како и дониран материјал е главен вектор за диверзии досега. САД собра коалиција, светска коалиција од повеќе од 50 нации, вклучувајќи и Северна Македонија, за да добие клучно оружје и средства за украинските борци на територија, што значи артилерија, муниција, воена одбрана, тенкови и оклопни возила. Земите членки на ЕУ имаат
не секојдневна поддршка за Украина, не само со безбедностна поддршка, туку економска, хуманитарна поддршка, помош со бегалци и така натаму. САД и нашите сојузници партнери стојат рамо до рамо со украинските учители, болничари, итни служби, работници во градовите низ цела Украина, кои што се обидуваат да има напојување со струја. Русија останува единствената пречка кон мирот во Украина. Решението е многу едноставно. Доколку Русија престане да ја напаѓа Украина, тоа ќе заврши војната. А ако Украина престане да се брани против Русија, тоа ќе биде крајот за Украина. Русија и само Русија може да ја заврши, да ја прекрати оваа војна. Имаме милиони бегалци од оваа војна кои што си го најдоа својот дом во САД и во Европа. Нашата заложба е луѓето од Украина е и за иднината на Украина и Украина која што е слободна, суверена и демократска. Ви благодарам.